Фудбалскиот караван на продукција Скок работеше и на верскиот празник Прочка, каде што нашата експедиција беше, патуваше, известуваше и ја емитува оваа емисија од село Коњари, каде што се одигра дербито на третата лига меѓу домашниот тим на БВК Коњаре и Евромилко од Горно Лисиче. Под полицијска придружба и максимално обезведување за кое се одредија фудбалските надлежни органи, како во Северниот регион, така и на повисока инстанца во Фудбалската федерација на Македонија, овој дерби надпревар помина во исклучително тензична атмосфера, во атмосфера каде што фудбалот навистина беше во втор план и каде што од сите страни лета и вербални провокации, и физички провокации, и она што ќе го видите низ нашата камера на продукција Скок, каде што домашните фудбалери и домакинот на секој начин се обидува да инициираат некаков поголем инцидент. За среќа, домакинот сепак имаше свој луѓе кои коректно и на висина на својата задача го изработија ова што се однесува до организацијата на надпреварот, така што и на тимот на Скок му беше овозможено колку толку од некоја дистанца да може да известува и да ги емитува овие снимки кои ги гледате и кои ќе одат во продолжение. Она што станува во позадина се многуте шанси на екипата на Евромилк кои останаа неискористени и кои навистина побудуваат чувство на спортска несреќа. Ако се погоди во една акција пречката, а во друга акција исто така пречката и топката не завршува десетина сантиметри пониско полево или подесно да влезе во голот, и ако во една ситуација домакините изфрлија топката од самата гол линија, кога симпатизерите на Евромилк кои имаа срце, храброст и нерви и петни жили и допатуваа во Коњаре без да се исплашат или да не речам да водат некој задграничен есап за својата безбедност и здравјето, веќе ја видоа топката во голот на Коњаре и сигурно ќе се израдува новите 3 бода. Домакините успеа да го спасат и овој гол. Во однос на фудбалските случувања на теренот во село Горно Коњари, уште на самиот почеток во 5-та минута имаше возбудување кога гостите од Горно Лисиче ќе ниса кон освојување на 3 бода. Во еден таков налет на противничкиот гол, Андреј Јаневски беше речиси сам пред противничкиот голман, односно пред домашниот голман Али Газмен, кога во ситуација да шутира беше повлечен за рака и соборен од Ардијан Сулемани. Судијата Јован Качевски, судија со знакот на ФИФА, оправдано досуди слободен удар, меѓутоа изостана во првите 5-6 секунди мало недоумица дека ова беше сигурно фаул за картон, дали жолт или црвен. Судијата Качевски сосема оправдано го извади црвениот картон и го исклучи домашниот фудбалер, на што дури домашното раководство, домашната клупа, па дури навивачите немаа некои поголеми забелешки, веројатно сваќајќи дека ова беше изнудена и оправдана реакција на главниот судија Качевски. За среќа на домакините, слободниот удар не донесе измена на резултатот. Во продолжение на првото полувреме се редеа неколку акции пред голот на домакините, кога Филип Петковски во 43-та минута и посебно Стојчевски во 45-та минута, речиси во судиското продолжение од првиот дел, во идеални шанси не успеа да постигнат гол, а тоа е колку и неконцентрираност, колку да кажеме и фудбалска неснаодливост, толку и фудбалска спортска несреќа. Во секој случај резултатот остана 0:0. Во второто полувреме домакините рака на срце, иако со играч помалку, навистина вложија изворедни фудбалски и човечки напори, дадоа последен атом од својата скромна физичка подготвеност
навистина се бореа да го сочува тој почетен резултат и во голема мера, посебно на средината на теренот, успева во тоа. Но, до гостите од Горно Лисиче не се откажуваа од нивните амбиции и од освојување на овие 3 бода кои ги донесоа уште едно големо дерби на 31 март против Куманово. Во такви налети во 50-та минута изворедниот шпиц напагач Филип Петковски добро ја претрча противничката одбрана, излезе сам пред домашниот голман Газмен и за негова среќа кога распали по топката заврши во горниот дел на пречката и отиде во голаут. Остана уште една неискористена шанса на Евромилк за пристигнување на овие 3 бода. Nemoj da iskočiš od tamo, pored Kigur! Hajde! Ja vam sleme što slično. Ti ja sleme na nam. Soki, nema potreba! Hajde, Sočo, nema potreba! И во последните минути од надпреварот, кога следуваа принудни измени во двете екипи и кога домашните рака на срце со сите неспортски средства кои ги употребуваа, штипење, гребење, да не кажам провоцирање и сето она што нашата камера успеа да го забележи, предпоставувам дека вие ќе го видите, кој можеби се состане дел од фудбалската игра, но секако не смеат да бидат несанкционирани или да останат незабележени. Евромилк не се предаде и настојуваше да стигне до тој гол. Решавачка беше 66-та минута, кога во една минута Евромилк имаше 2 100% извонени шанси за постигнување на гол. Павловски продре по десната страна, некаде од 20 на метри испрати, навистина топовски удар, ретко виден и за повисок ранг на првораѓање, но домашниот голман Газмент Али навистина овој пат беше на вистинско место и со изворедна парада ја исфрли топката во корнер. По изведениот корнер, топката слета како нарачена на глава на шпицот на Евромилк Филип Петковски, кој исклучително концентрирано ја упати позади грбот на домашниот голман. И кога раците на не така малиот број гостински навивачи во Коњаре веќе беа покренати во знак на радост и гол кој ќе донесеше 3 бода, домакините повторно, спретно, срекно, снаодливо и искрено со полна физичка и ментална концентрираност од самата гол линија спасија уште еден гол. Пропаднаа двете шанси на Евромилк во една минута, во 66-та ѓаволска минута, а до крајот на надпреварот се одеше во рацете на домакините, кои малку подоцна во 71-та минута преку нововрзениот Ислам со играч помалку направија изворедна шанса да стигнат и до 3 бодови со играч помалку, но за голема среќа, концентрираност и добра поставеност Ивица Божиновски, голманот на Евромилк, успеа да го одбране овој удар и резултатот остана почетниот 0:0, односно крајниот со кој бодовите беа поделени. Се на се во Коњаре со многу тензија, со пцовки, шлаканици, гребење, удирање, лежење по теренот, боксови, сето она што не е дел од фудбалската игра, бодовите беа поделени и остана почетниот резултат 0:0. Мијалче Доргутов, продукција Скок од село Горно Коњаре, дерби на третата фудбалска лига Север. Добро е, Томче. Нема, не фалете петарди. Olzim, şapok, salzim! Ove, neka ne fala petardi ove. Tu belli lisice! Dajte ti vidimo ti opija! Moj skorac oči na nekom.
Sve da vijebam! Gore pička nam! Ajde, mame, vijebam! Sestro, pička da vijebam! Sam. Bravo, dobro. Viki! Vidi Marko, Viki! Viki! Skoliva mame vijebam u pička! Sudija! Sudija! Gledaj tamo, ovo! Malcine mame vijebam! U mame vijebam! Sve da vijebam u pička! Trojka žena nam jebe u pička da vijebam! Trojka žena mi jebe u pička! Spakirčite! Privodike vela mi izčenili i sve Zoki izlezi na 3, Zočo! Bravo, WC! Da ti jebam žena! Sudija! Go! Na kraj krajeva neka i daš go, preko kurda go jebam. Koliko mi dade u tome? Ej, 10 dinari koliko mi dade? Nema Makedonci za kurse da damate. Kire, igraj, Kire! Igraj! Poblisko kaj Filip ode jedan, tamo, ej! Plati na struja mesec i ajde. Kako struja be? Dobro. Kulička. Do kraja! Nema do kraja, kaj žena ti do kraja. Sakaš kurva, pička! Što sakaš kur? Marker u glava ki ti evo nemaš u pička ti evo. Ne! Ne! Pičove! Ajde sine!
Ej, kako ga udri, kako ga udri. Ne, boks, boks u okno. Odi! Ljudi! Ale kako boks mu udri, be. Pa šestkata, tako, ti. Izvodi golin. Ove udri go sudijata, ve, što go gledaš, udri mu jedna! Ove udri go sudijata, ve! Izvini, moja greška. Sudija, ovo je sudija. Bravo! Bravo! Sudija!
Evo, eto ti go, evo.